Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, вие сте на истинското место. Зошто? Бидејќи во наредните некаде околу 1 сат и 45 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Утре 23 октомври, сите кои го слават тој празник, честито празник. Интервју кој трае 1 час и 45 минути, генерал Стојко, војната 2001 година, апсење, афера Шпиун, рушење на власт на ВМРО ДПМН, Никола Груевски, Сашо Мелков, настани на 27 април. Останете со нас, погледнете го интервјуто, бомба интервју, 1 сат и 45 минути, ке ви летнат тие 1 сат и 45 минути како 1 секунда. Останете со нас, погледнете го интервјуто, сигурно нема да зажалите. Добро вечер, Горан Стојков, генерал Горан Стојков, како да ве најавам? Комшија Горан Стојков, бидејќи сме комши во иста зграда. Ги слушате нели овие сите шпекулации и за мене и точно знаете што е точно, што не е точно. Човек кој му ја донесе победата на ВМРО ДПМН и тоа на крај ќе го поставиме, човек кој беше 3 пати апсен, кој беше на чело на лавојта војната 2001 година. И по барање на гледачите, значи имаше многу гледачи, имавте некој интервју некаде пред 1,5 месец и по барање на гледачите снимал Горан Стојков, а не ми текно, знаете, комшија која е, некој на скали ке се размобетите, ке размените мислењама на интервју, не сум ве поканил. Како сте? Фала на Бога, добро. Комшиски добро. Да. Работно ангажиран надвор од државата моментално, бидејќи овде за мене работа нема во Македонија. Горан Стојков, многу се изначевте, многу поминавте низ еден многу тежок бурен период пред да почнам да ве прашам нели за лаво и за тигри, за војни и така натаму, поминавте низ еден многу тежок период. Од 2002 па се до ден денеска, по судови, со обвиненија, по притвори, по затвори, тоа. Јас сум главниот изгледа непријател оваа држава. Адвокат Горан Стојков, бидејќи со толку судење, со толку тужби, со толку затвори, притвори, така натаму. Многу може да се научи во притворот, многу може да се научи. Ќе ги видиш сите слабости на обвинителство, ќе ги видиш сите слабости на судот, на полиција, на системот. Сето тоа е една голема школа и големо искуство. Прв пат Горан Стојков го запознаваме, го гледаме некаде 98-99 година ВМРО ДПМН победува, а јас прв пат ве гледам обезбедување на Борис Трајковски 1999-2000 година. Горан Стојков е дел на обезбедување на Борис Трајковски. Да, ке Трајковски бев до 2000 година, почетокот негде 2000 преминав кај Лјупчо Георгиевски, кај премиерот. Има избори во Струмица, тоа се 2000 година, многу битни избори за локална власт во Струмица и наша екипа од Пулс, тоа нели го разговаравме пред почетокот на интервју, наша екипа Пулс, мислам дека Зуке Маркозанов, дали Мирка Валиновска, не пусне го старта. Доаѓа да ги следите избори, бидејќи се клучни избори. Киро Јанев, човек на доста Димовска, мора да победи, па има прегласување, па има тензи, па има конфликти, така натаму. Екипа наша е заробена во едно уличе, во наводници заробена во едно уличе од Струмица, тоа прв пат ние комуницираме телефонски. Да, тогаш ние бевме задолжени со директорот Каширски околу Струмица. Имаше не само во Струмица, во Охрид, така се сеќават и пукања дури на некои други места. Бевме задолжени за безбедноста на одвивањето на изборите. И тогаш тензични беа тие. Тензични беше. Мендов Таче па 99 година пополнење на кутија, така натаму. Такви беа тие години турбулентни. Кога сте ке Борис Трајковски, Стево Пендаровски доаѓа во кабинетот или од после дојдам во кабинет? Беше Стево Пендаровски, дојде во кабинетот, да. Претходно беше кај доста во кабинетот, после кај Борис. Беше началник нели на аналитика, па беше портпарол на Министерството за внатрешни работи во време на војната криза 99-та. Да. На бомбардирање на Сарајево Слави, подоцна, значи Никола Димитров, Стево Пендаровски, Зоран Јолевски кој подоцна министар за тој кабинет беше. Тоа цел време, да. Значи вие сте во тој момент во кабинет. Во тој момент сум во кабинет. Обезбедување кај Трајковски, водев група. 99 година Борис Трајковски победува, војната значи завршува во Сарајево Славија, претходно нели Рамбоје, па Кумановски мировен договор, па бомбардирање помеѓу Рамбоје и Кумановски мировен договор на Сарајево Славија. И всушност сите очекуваат нели дека војната ќе се прелее на територија на Македонија. Ние важевме нели за држава која е на еден мирен начин, претходно сме биле историски буре барот, меѓутоа прв пат нели на еден мирен начин сме се осамостоиле, дека сме направиле држава и така натаму, меѓутоа во воздух виси дека може да има прелевање на косовскиот конфликт во Република Македонија. Ајде тамо да почне.
Имаше информации, гледај сега, јас во тоа време не бев на тоа највисоко ниво или на државна тајна, имав некој ниво на службена тајна, но бидејќи си цело време нели со председател на држава, подоцна и со премиерот, ги слушаш муабетите, разговорите и имаше индикации дека се спрема нешто, но не веруваа, значи тогаш тој врвот на државата не веруваше дека може да дојде до вооружен инцидент. Затоа што, ако се сеќавате, Лјупчо со Џафери има многу добар однос, многу добро функционира како коалициони партнери и мислам дека Лјупчо во тој период се согласи све да му удоволи нели на Џафери, и високо образование и двојазичност. Де факто двојазичноста постоеше и претходно, само што не беше така експонирана, нели, злоупотребувана во политички цели и во све. Ослободување на Руфи Османи, ослободување на Алајден Демири, нели, кои 97 година завршуваат во затвор поради оние настани јули 97 година во Титово и Огостива. Да, и не се веруваше во тој период дека може да дојде до некоја таква ескалација, дека ќе има вооружен конфликт. И затоа ние не се спремавме како држава дека може да дојде до тоа. До кога сте вие точно во кабинет на Борис Старекојски, кога заминувате кај Лјупчо Ѓорѓиевски? Одма ден после изборите локалните. Значи после локалните избори вие сте кај Ден после сум кај. Значи кога е големот уво сте веќе кај Лјупчо Ѓорѓиевски, претходно значи сте кај Борис Старекојски. Значи вие не сте делно обезбедувани на Лјупчо Ѓорѓиевски кога оди во Белград, кога заедно со Цане Суботица среќава во она кафана кај што пее Џеј Рамадановски така натаму. Тоа и Лјупчо Ѓорѓиевски го објаснуваше, го кажуваше дека тоаш прв пат ги добија тој информации од министерот на полиција на тогашна СР Југославија, градоначелник поранешен на Ниш, нели? Гледај сега, Србите имаат сериозна служба, една од најсериозните на Балкан, градена долги години. Јас спомнав и во претходната емисија дека моите индикации зборат дека нивната служба го има изработено сето тоа 2001 да се случи, секако во нивна корист, затоа што случувањето кај нас 2001, нападот од Косово, кој е де факто протекторат на Обединетите нации, и организацијата овде на внатрешните чинители, на лидерите на УЧК подоцна што се формира, сите се некои соработници на српската служба. Тоа е точно. Сите соработници на српската служба. И тоа и некои други разговори, знаеш, дека колегијално сме разговарал со, сада не ги именувам, со официри високи од српскава служба, со хрватска, со некои други пријателски служби што со генерал Гури имате комуницирано, нели, имате разговарано. Пријатели сме. Тоа не е толку важно. Беше шеф на српската полиција. Не е толку важно тоа, ние сме пријатели. И соработни на времето и работевме заедно во бившата држава. Господин Стојков, знаете зашто е важно? Кога вас распад 2013 година, или јас сум на први спрат, вие сте на втори спрат, комши, 12 сати трае претресо и така натаму. Ние гледате, тоа е некоја коинциденција, некоја игра на судбината што се вели. Вие ми го давате бројот од генералот Гури, јас треба да заминам на снимање на интервју со генералот Гури, кој подоцна ли се јавува со некои единици во Либија и на Блискиот Исток и така натаму, ви се јавува нели легија, апсење. Значи, еден од големите играчи на српските безбедносни структури, вас ве апсат, нели, за што ќе разговараме подоцна во интервјуто, ве апсат Никола Груевски и Сашо Мелков таа власт. Тоа е некаде септември 15 септември 2013 година. 15 септември е значи Кобен и 15 септември 2002 и 2013. Не можете значи како ВМРО да крените глава или вие како припадник на ВМРО да крените глава од 15 септември. Како симпатизер на ВМРО. Како симпатизер на ВМРО. Таа 2001, после 2002 и 2003 година, во амбасада на Србија, се Зоран Јаначковиќ кој е амбасадор, кој е еден од големите шефови пред Јовица Станичич на српските безбедносни или негословенските СР Југославија безбедносни структури, Зоран Мијатовиќ, кој после во време на Зоран Џинџи станува втор човек на БИА, еден од големите играчи, па напишува книга Опела за државну тајну и така натаму, кај што ги објаснува твојата улога тука, конекција во Република Македонија. Значи, клучните безбедносни играчи на Србија во престрет на тоа 2001 што се случува се или после се присутни. Српската служба тоа го изведе генијално. Зошто? Затоа што со војната во Македонија што стана,
Косово уште 10 години не можеше да стане тоа што требаше да стане, нели, како држава да биде по сите тие институции, по меѓународни организации се. Они добија во голем период, добија во време, за да се припремат да ојачаат и сите тоа. Тоа гениално они го изиграа. Но позади тоа се 90% се тие. Српските структури. Српските служби. А Рачиново почеток на 2000 година. Значи не е Рачиново летото 2001 година. Убиството на тројцата припадници на МВР. Убиството на тројцата припадници на влезот во Рачиново се случува едно грозоморно убиство до ден денес. Неразјаснет. Стево Пендаровски, кога е политички аналитичар, вели дека тоа се индикации дека војната тогаш може да се смета дека е прелеана на територија на Македонија. Како вие тоа го толкувате тогаш во кабинет или во екипа на Борис Трајковски? Тогаш тоа беше прикажано како криминална група некоја, дека случајно при рутинска контрола затекната некоја криминална група и овие пукат, ги убиваат и бегаат. Така беше прикажано. Позадината на индикациите, позадината на сето тоа е дека они веќе имале на терен инфилтрирано или регрутирано луѓе, но знаеш и секаде, како и во секоја војска и во секоја организација, им се оттргнало од контрола некоја група и имаат направено пред време нешто. Нешто е направено пред време, но е сето тоа индикација дека нешто има и дека нешто се спрема. Дуи никогаш не бил толку силен во Рачиново, па дури ни после војниот конфликт, еве гледате, СДСМ победи на оние претходни локални избори во Рачиново 2017 година, па дуи ова структура албанска ја врати власта. Мендух Тачи беше секогаш многу посилен, односно Армен Джафери бе посилни во Рачиново. Чудна некоја структура е тамо во Рачиново и гледате се случува во Рачиново, сите оние приказни фабрики за цигари, фабрики за дрога, фабрики за ова, фабрики за она и така натаму. Подоцна не се покажа која влегува нашите сили во Рачиново дека нешто има од тие фабрики. Или има нешто? Јас мислам дека ги евакуира. Ги евакуира? Мислам дека ги евакуира. Значи тие се евакуирани, а не овие генерали на МПР и се. Не, мислам дека тоа е евакуирано. Па тоа е најважно. Тоа е најважно, нели? Тоа е бизнис. За бизнис и за жени се војки за територија. Ако сте биле скоро, пишуваше во Рачиново Струмица 2. Струмица 2 пишуваше? Ја не сум бил во Рачиново, може би едно 10-15 години, а нели кога бевме во Јена, после кога се вратевме, ни даваа некои задолженија во рамки на територијална одбрана и секој имаше некое зборно место. Мене прво ми беше во Шемшево, ако не се лажам, тука некаде на патот кон Сарај, и подоцна ми беше зборно место во Рачиново. И веројатно бидејќи бев новинар, не бев регрутиран таа 2001 година, меѓутоа зборно место ми беше во Рачиново, така што јас Рачиново многу добро го знаев во периодот, нели, тамо после завршување на војниот рок, крајот на 80-тите години. Така, има, значи, Струмица 2, која беше сега градоначалник од редовите на СДСМ таму, нели? Жената, нели? Да, жената која беше, им пишуваше Струмица 2. Значи, Рачиново ни се јавува како некоја индикација, како некој сигнал дека нешто може да се случи. Гзимо Стрени е еден од првите луѓе на КЗК, или Косовски заштитен корпус, кој 2001 година станува началник на генералштабот на ООН, или како да ја дефинираме тука во Република Македонија, кој е главен на територијална одбрана некаде почетокот на 90-те години во делот на Дебар, Дебарска околија, тоа се клучни нели области, Охридско, Кичевски, Дебарски крај, кај што секојаш удба била многу силна и главните битки во текот на Втората светска војна всушност се ослободување на Кичево, тамо се тие структури. Нели можеше да се предпостави дека таа КЗК структура може да се прелее тука? Слушај, службите има, мислам, информација дека тоа е така, но политичкиот врв не сакаше да прифати дека тоа е така. На кој мислите политичкиот врв? Па председател, премиер, председател на собрание, министри, директори. Тоа што стои. Мене најголема индикација, знаеш што ми беше, Васко? Мене најголема индикација ми беше година дена пред конфликтот, дури немаше ни година дена. Бугарите кои ни поклони, ако се сеќавате, 150 тенкови, 150 хаубици комплетно со муниција, со све. А германците ни ги пренесоа, ако се сеќавате, со нивните, тогаш нели 99 они беа тука КФОР. Така беа. Па со нивните возила ги испренесоа од Бугарија до тука. Тоа беше главната индикација дека
оти ние како армија бевме за никаде во тој период, нели? Па и германците, ако се сеќавате, ни ги поклонија и хермелините, и БТР-ите 70. Во тој период. Значи да внимаваме што прават бугарите, тоа е многу. И германците. И германците. Тоа е важно, бидејќи 2001 година, значи они ни поклонуваат 150 тенкови. Тенковите во времето Никола Клюсев нели доаѓаат и во времето на Љупчо Георгиевски договорот со Иван Костов, што се вика нели бугарскиот пример, ни доаѓаат тенковите. И 2001 година бугарите не дозволуваат самолетите нели или авионите да прелетат преку нивна Дозволија после дозволија. И од таму ги купивме МТЛБињата. Стоја некој време на граница, па ги пуштија. Тогаш беше Паско, не Паско, Соломон Паси. Министер за надворешен, он правеше проблем. Соломон Паси. Соломон Паси, тој правеше проблем, па после пуштија све. А и немојте да заборавате, кога почна конфликтот овде кај нас 2001, негде околу 35.000 автоматски пушки ни поклонија од стари, не нови, стари, али ги поклонија, ги донесоа бугарите, да. Значи, бугарите имаат една многу чудна улога. Не доаѓа оружјето преку нивна територија, туку доаѓа преку територија, зборим за 2001 година, преку територија на Грција, односно Солунското пристаниште. Србите нешто помагат ли? 2001 муниција купувавме од нив, мислам дека од таму набавуваат. Преку Микеј и преку некои други, директно дури МВР, мислам и армијата. Муниција, иначе оружје некоја, мислам, нема од Србија донесено. Од Бугарија се автоматските пушки набавени, пушкомитралезите, оклопните возилови МТЛБињата, муниција, кастори, РПГиња, муниција за нив. Тоа е од Бугарија. Тешките митралези, БТР, тие тенкови, хеликоптери, авиони се од Украина донесени. Тоа всушност е руско оружје, меѓутоа русите не можеле. Така јасно ли тоа некој објаснување ми го дава овие политичари од Љупчо Георгиевски па надоле кои беа тогаш на власт, дека за да не бидат русите директно вклучени преку Украина, преку Леонид Кучма, не го имат дадено оружје. Не е точно. Тоа оружје се купи. Значи буквално се купи за пари. Беа наши припадници горе, беа во фабриката кај што се ремонтираат, кај што се произведуваат, ги одбра, после беа на квалитативен прием и со авиони ги донесоа до овде. Беше Сашо Станинов нели во дел на таа екипа, ако не се лажам? Не. Сашо Станинов не бил. Маријан Ѓурчев нели преговара нешто правеше? Значи во таа екипа која беа врвот на МВР генералите. И значи тоа е вториот дел. Првиот дел беа полковници, двајца или тројца, експерти за оклопно оружје, за оклопни возила. Они беа пратени, Љубе Бошковски беше министер, они беа пратени, направија прием, направија увид и така дојде тоа оружје. За армијата не знам. Значи за првите два хеликоптери не дојдоа ни од Украина, ни од Бугарија, беа украински, дојдоа приштинскиот аеродром. Значи тоа да го имате каква информација, беа расклопени во шлепери, беа донесени во Скопје, од Приштина до Скопје. Значи од Украина, украинскиот контингент на КФОР што беше во Приштина стациониран. Двата хеликоптери Ми-24 од таму на шлепери беа донесени во Скопје. Ова прв пат го слушам. Еве нешто за прв пат ексклузивно. Да знаеш. Ајде да дадеме рамката на тоа што случува 2001 година. Имаме локални избори, така нели го почнавме разговорот. Има Љупчо Георгиевски една изјава кај што вели дека ако СДСМ победи со 10% разлика на локалните избори, дека ќе распиши предвремени избори. СДСМ е во налет, победува после прв круг на председателски избори, води некаде со околу 120.000 гласи разлика Тито Петковски во однос на Борис Трајковски, па се случува втор круг на председателски, па големи протести и така натаму. Напад на амбасада американска тука во Скопје, амбасадата американска во Белград не беше нападната, беше запалена и нападната тука во Република Македонија. Старата амбасада која е до училиште, градинката до средното училиште Орце Николов. Вие бевте тогаш кај Борис Трајковски, не, Киро Глигоров е тогаш. Киро Глигоров е тогаш. Тоа е 99 бомбардирањето. Значи Борис Трајковски подосна. Подосна Борис Трајковски, тоа е 99 бомбардирањето. Тогаш е нападнат. И се случуваат локални избори, ВМРО ги губи локалните избори и има најави за ново парламентарно мнозинство, Борис Трајковски и група на некои 5-6 пратеници, Васил Тупурковски, Барја Мамди со гол со пета. Учествувате во таа операција? Не, ама знам што се случи. Тогаш беа пратениците однесени во
казиното Атлантик во Дојран. Чувани беа таму. Значи не во Молика, туку Не, во Дојран беа во казиното. Таму беа сместени сите пратеници и тие што треба и тие што не треба. После беа донесени тука, се гласаше како што се гласаше и владата обстана. Господин Стојков, казиното Атлантик е казино на ваш близок пријател. На кумот мој, да. На вашиот кум, веќе покојни. Покоен, да, Бог да му души прости. И тој не беше комшија. И тој не беше. Вие сте на втори, јас сум на први. И тој беше на први, и само тој на беше другиот крај. Вие сте во поголемите, по поголемите, јас сум во помаливе стане. Значи Маријан Светличич, нели така На се? Свилачи, да. Да, Свилачи, да. Кај него се чуваат нели во казиното. Да. И подосна ги носат тука кај што гласат така како што ќе гласат. Големо туво. Тоа е претходницата на војната 2001 година. Зоран Верушевски, прислушкување, вадење на материјали, стикчето на Бранко Црвенковски, тогаш веќе сте вие кај Лјупчо Ѓорѓевски. Се треси ли власта? Како власта гледа на тие процеси? Не, тоа беше обид за рушење на власта, но не. Поддршката имаше Ѓорѓевски од странски амбасади. Цело време, така? Цело време. Ако се сеќавате, договорот за асоциација и стабилизација беше подпишан тогаш во Страсбург. Бевме. Тогаш се преговараше за името, тогаш се договори само за името да се користи, промената на името се користи само во кореспонденција меѓу Македонија и Грција, а не и за меѓународна употреба и се бараше поддршка тогаш од Црвенковски. Не се случи и пропадна тие преговори, иначе беше договорено све. Тогаш Лјупчо Ѓорѓевски ги договара сите. Да. Тогаш тоа беше најбезболниот дел, немаше да менјаш. Тоа беше Република Вардарска Македонија. Или Северна исто беше во игра и така. Најмногу беше Горна Република Македонија или Северна Република Македонија, како што е сега, Upper Republic of Macedоnia или Лјупчо Ѓорѓевски преферираше многу битно, Република Горна Македонија, Лјупчо Ѓорѓевски преферираше. Да, но што беше интересно, сето ова беше пред Република. Upper Republic, North Republic. Горна Република Македонија. Горна или Северна Република Македонија. Но не ерга омнес, туку само име за меѓународна кореспонденција меѓу Македонија и Грција. Тогаш е Слободан Чашуле, покојни Слободан Чашуле министер за надворешни работи, подосна во широката влада Нелија Срđan Керим па Илинка Митра. И тоа она средба со Џинџич, ајде се вратам малце да се коригирам на тоа што кажав пред 10-15 минути. Она средба со Џинџич е некаде почетокот на 2001 година. Можно е да сте вие тогаш дел на... Јас сум некаде, мислам дека март-април 2001 после помина. Не, почетокот, точно. Почетокот на 2001. Но не сте горе тоа во Белград. Не, во Белград. Која е она легендарна? Не сум бил во Белград. Срđan Керим е нели тога, Зоран Крстевски е тогаш на таа средба, Лјупчо Ѓорѓевски така. Не бев. Таму не сум бил со Лјупчо, не можам да зборам за тоа, не сум бил. Кој прислушуваш? Секој пат прислушкува еден. Службата. Цело време. Службата. Како и каже Лјупчо Ѓорѓевски во на интервју на телевизија 24, ви кажувам УДБА за да не ви кажам СДСМ, нели, дека прислушуваш. Глеса, во службата немаш СДСМ ВМРО, службата си е служба. А тоа што они стануваат ВМРО или СДСМ по потреба, кога треба да бидат на позицијата, веќе, знаеш. Господин Стојков. Дегутантно. Маријан Ѓорчев, тогаш министер за земјоделие, нели, подпредседател на ВМРО ДПМ, вели дека војната е почната со 70 припадници на специјалните единици на Косовски, да ги наречеме Кобри, и нивното влегување на територија на Република Македонија. Имавме таква информација. Имаше припадници на косовските специјални... Имаше една група што се фати од Албанија, албански... Што дојдоа? Тоа никаде не е спомнато, но се испоапсија 27 или 29 луѓе беа. На албанските специјални... Да. Ние го спомнувавме тоа кога беше она пушкарање, апсење на командант Тели во Чаир. Тоа е покасно. Значи, тоа е на почетокот. Ова сега што го зборам за овие беа уапсени во подземната гаража, требаше да беа внесени, требаше да бидат транспортирани со комбиња во кризниот регион и беа уапсени во подземната гаража кај маната.
Она што е влезот во подземната. Да, подземната Кај што гаража. беше дискотеката, Кај? поранешната дискотека. Уште подземна гаража. Уште сега подземна гаража, иако се направи нели во Скопје 2014, значи тамо се уапсени 27 припадници 27 или 29, така нешто е. на албанските специјални. Да. Да, тоа е веќе сериозно, 70 плюс. Тога значи дека не само српските служби, туку и албанските делови на албанските служби учествуваат во целата таа операција. Има од сите страни. Има, да. Кога вас ве била да ги формирате лавоите? Лавовите имаше проблем со функционирањето на редовниот состав на полицијата. Јас спомнав и претходно, значи бројката на специјалните единици на Тигар во тоа време беше многу мала. Околу 60 на луѓе. 60 специјално Да, значи тука, ама тоа спаѓа све, и инструктори, команден кадар и све во тие 60 луѓе. Тоа е класичен полициски свод тим, значи за специјални операции, за апсење на опасни криминалци и такви работи. За ложнички ситуации, упат во авион, увоз, во објекти и таква работа. Тоа одговара на бројниот Тоа состав. одговара на, да, на тоа е Бројниот состав. класична полициска единица. Поголема полициска единица во полицијата е посебните единици на полицијата. Тие броја некаде околу 1100-1200 луѓе. Тоа се припадници помлади, пообучени од редовниот состав на полицијата, имаат обука, селекција и се припадници на посебните единици на полицијата. Значи од целата Од цела полиција, држава, Значи да. од цела држава, Од цела држава помладите, тие, да. поспособните Точно. со посебен тренинг. Точно. Кога почна воените действија, значи инцидентите секаде, мораше да се покрие сето тоа. За да се покрие тоа, мораше да се повика целокупен полициски состав од ПЕП и од Тигар, така. Беше и редовниот полициски состав повикан, за да се пополнат дупките на кај што треба по градовите за редовно полициско работење, се повика резервниот полициски состав. Но, бидејќи ние немавме обучени единици во поголема бројка, Советот за безбедност донесе одлука во склопот на посебните единици на полицијата да се формира единица за брзи интервенции, од каде што ќе се земат луѓе од посебните единици на полицијата, од Тигар требаше да се земат, од војската, од резервниот состав и доброволци да се селектираат. Наредбата за формирање е на 1 април 2001 година. Наредбата ја добивам јас, сум назначен за формирање на таа единица и назначен сум за командант на таа единица, на единица за брзи интервенции. Тоа е 1 април 2001 година. Значи Советот за безбедност, значи не ВМРО ДПМН, не владата, туку Совет, бидејќи нели лавовите се доживуваше како Не, приватна. лавови добивме име во август веќе, не, прво не бевме лавови. Тука бевте единица за брзи Единица за брзи интервенции. Имаше одлука да се направи прием на надворешни членови, имаше селекција која се одвиваше во Идризово. Одговорен за селекцијата беше Горан Ѓоргиевски Золја, генералот. Тогаш беше полковник, он беше началник на посебните единици на полицијата, Значи тој е задолжен на комисијата која ги селектира надворешните членови. припадници на ова единица за брзи за брзи интервенции на првиот баталјон. Значи има баталјон за брзи интервенции и тој беше селектиран во Идризово. Значи вие сте прв командант на Прв командант на единица за брзи интервенции. Лете на дел од социјалните мрежи се уште стои дека командант Мујо од Команова дека Не, тој Мујо не бил командант на единица за брзи интервенции. Ги читате на Википедија. Мујо беше командант на Кумановска чета. Значи, во рамки во еден батальон имаш 4, 5, 6 чети, зависи од обимот на батальонот, он беше командир на батальон. Колку да речеме во топ форма кога се лавоите, колку бројат? На почетокот бројката без селекција беше 12.700 и нешто, со резервниот состав, со све. После селектирањето паднавме на 2400, на крајта бевме 1740 луѓе. Кога сте 1740? При крајот. При крајот на војната. Да, при крајот на војната, 1740 луѓе. Значи тоа веќе се луѓе кои се истренирани, кои се направени така натаму. И селектирани. Значи со поминати обуки, со поминати све од рамки на Затоа што во таа доброволци бројка, и од рамки на безбедносни структури. Единица за брзи интервенции спаѓа и резервниот состав, спаѓа и доброволци, спаѓа сите. И тука почнаа сите тие приказки, вака било, така било, онака било. Мене нај ми е криво што со дрви и камења фрлаат по единицава и по тие луѓе. Тие луѓе дошле
да ја бранат државата. Тие што се јавиле доброволци, резервниот состав што биле повикани, може некој не сакал да дојде, али законска врска му е да дојде, така? Лете Стојков, го има Анте Готовина и да не ги земе србите. Да не ги земе србите, нели да не речате еве се само српски примери, да имаме Анте Готовина во Хрватска, ги има овие босански генерали, а и во Босна е многу помалку, меѓутоа еве Хрватска да земе. Тие луѓе и одлежа, и се ослободени, и се направени, и се уште како херои се доживуваат на татковинската војна во Хрватска. Тука во Република Македонија никој од таа структура не направи ни безбедносна, ни политичка, ни освен или албанскиот дел, никаква кариера во Република Македонија, што ќе рече дека нашиот однос кон таа војна 2001 година имаме чувство дека сме капитулирале, претпоставам, дека сме поразени или дека сме подпишале некој договор, а не сме победили. И тоа се носи како некоја чемерност, тежина во душата. Сето тоа го направија политичари. Значи, за да може они да добијат политички поени, со дрви и со камења, преку новинари, преку медиуми, преку изјави нивни, напаѓа максимално против единица, против нас и против бранителите. Они еден припадник нема добиено некоја благодарност или признание, било што. Мене ми е криво, тие луѓе живот изгубија, семејства оставија. Лавовите, колку жртви има дадено во војната 2001 година? Директно имаме негде околу 7 луѓе на терен. Тројцата се последните во Требош. Ошто е некаде крај на јули 2001 година. Повеќе жртви има дадено после војната, затоа тоа е поствоен синдром, нели, што се случува. Гинат, се самоубиваат, меѓусебна престрелка, собраќајки, негде околу скоро 30 и нешто луѓе имаме загинато после војната. Добро, овој Александар Пандов и Филип Петровски помина обука на лавоите? Не, Александар Пандов и Филип Петровски дојдоа како поддршка, да кажат, еве, ние сме пратеници, и ние обликуваме униформа како доброволци, одиме на терен да браниме држава. Тоа беше пропаганда. Кога доаѓаат, од кога заврши војната или не, баш во текот на ова, беа во Јегуновце беа они, кај Мујо беа. Во Јагуновци беа? Во Јагуновци, да. Можете ги гелија да ги пратите, таму немаше војна, така да може таму. Слушај, јас во една прилика разговаравме, вика, вакви биле, такви биле овие криминалци, ниеден академски граѓанин, ниеден професор, друго по овие што беа побогативи, по деца на политичари беа сите у Грција избегаа. Дел од криминалците регрутиравте во лавовите? Имаше. Сега, ние кога се пријавија доброволците, сите ги примивме. А за во лавовите да останат, согласност, ако се сеќаваш, тогаш беше законот дава ДБК, државна безбедност. Без согласност од ДБК ти не можеш да влезеш во полиција, така беше. Но во почетната фаза можно е да имало во резервниот состав и во доброволниот состав структура. Имало, немало, на почетокот тоа не можам да го негирам, но и ако бил од криминална структура дошол да загине, дошол да брани држава, зашто да не му кажеме благодарам? Не те зашто прашам господин Стојков. Дете и во Хрватска, во Босна и Херцеговина првите структури од Зенги, од овие што се во Босна и Херцеговина, пред да дојдат муџахедините, ЧЛО и така натаму, тие се дел на криминалното милје. Кои биле дел на криминалното милје во поранешна Југославија, меѓутоа кога се распаѓаат државите, тие луѓе матични држави ги земат и од нив прават замаец на безбедносните структури. Кај нас не е така, кај нас тоа повеќе мода. Кај нас се искористи неколку имиња да ударат со дрва и со камења против нив, за да не направат нас како криминална организација, како партиска војска, како се. Ви кажувам, значи, ние бевме на почетокот единица за брзи интервенции, да 23 август доаѓа тогашниот министер Љубе Бошковски на посета во Идризово, кај што правевме обука на дел од единицава. Добив наредба да се построи единицава, дојде со делегација, извади амблеми и рече, од денеска сте лавови. Со двата амблема. Денеска ги чувам тие амблеми, тие не се тие амблеми ние што ги имавме подоцна, но тоа е некоја демо форма на тие амблеми и од тогаш следниот ден почнуваат партиска војска, вака, така, онака. Почна, да. Медиумската харанга. Одма медиумска. Пред да ве прашам политичкиот аспект и политичкиот дел, Волци, ако велите дека единицата Тигар има некаде околу 60 специјалци или командоси или специјално обучени кадри, ова Волци, специјалната единица во рамки на Министерството за одбрана или армијата, со колку специјалци? Не, они беа батальон, мислам, Волците беа батальон, но нема да забораваш дека кај нас армијата не смееше да се вклучи на почетокот. Така беше. Значи имаше уставна
рамка за тоа, имаше закон дека армијата е само за одбрана на границата, иако Тоа беше не се објави војна дека сме нападнати. Тоа беше Тоа се премости со дел од војската премина во полиција, одреден дел, друг дел облече униформа и после се донесе, ако се сеќавате, закон, уредба, границата беше граничен појас 100 метра, се направи граничен појас 10 км да може да легално да действува армијата. Тоа беше клучната дебата таа 2001 година, дали да се прогласи воена или вонредна состојба или да не се прогласи. Лјупчо Ѓорѓевски како премиер сакаше, не доби политичка поддршка нели тоа да биде направено. Еден дел на генералите се плаше дека може да завршат во Хаг, ако ги 90% од генералите се плаше дека ќе завршат во Хаг. И товарот падна на нас, на полицијата, најмногу на неколку како мене. И ние после сите тие последици ги чувствувавме. Тука гледате тогаш и министр, всушност не беше министр, тој беше министр за одбрана, министр за правда претходно, во претходниот состав, тоа беше дел на советниците на Борис Трајковски, Владо Поповски. Во подоснежните интервјуа, вклучително и во рамки на емисијата во Центар, кажуваше дека овие наши армиски генерали доли ги префарбувале колите, правеле, ги префарбувале борбените возила да за не се види, дека се плашале дека ќе завршат во Хаг, дека тој се сомна, тој извади она афера, нели, околу разни предаства кои се направени во рамки на македонската армија и тоа што се случи со овие што загинуват луѓе припадници во текот на оној воен конфликт во засада на чекани така натаму и така натаму. Имаше такви предаства. Имаше многу приказки, за дали имало предаства, тоа не е докажано. Али имаше голем непрофесионализам. За вејце и така натаму. Имаше голем непрофесионализам. Тоа, значи најмногу луѓето загина од непрофесионализам. Какви се односите во државниот врв во тој момент, пошто вие сте не само кај Лупчеви, од 1 април што велите, ги правите лабовите? Лоши беа односите меѓу претседателот и останатиот дел од државниот врв. Доста Димовска, каква е улога? Доста ја сменија тогаш беше љубе, доста на почетокот нели беше, па ја сменија заради несогласувањата. Љубе беше. Беше љубен. Кај Љубе имавме ние страшна поддршка. Љубе, знаеш каков е он. Не се жалеше дали ќе биде така или онака. Имавме голема поддршка од него. Односите на Лјупчо Ѓорѓевски и Љубе Бошковски, нели тогаш се пишеше многу работи за разни тепачки во доле во гражата на владата, на луѓе на Лјупчо Ѓорѓевски, на Љубе Бошковски. Тоа е пред војната. Тоа е пред војната? Тоа е пред војната. Тоа бе околу бизнеси. Разни тргови. Љубе имаше проблем со роднина еден негов близок и затоа излегуваат тие муабети. Зет на Љубе Бошковски. Мислам не зет, мислам дека Шура, нешто не ме фаќа за збор, сега не се сеќавам точно. Тогаш доаѓа и одредени екипи од Грузија, ако не се лажам, нешто беше и доста тензично. За тоа не знам. Не можам да зборам за нешто што не знам. Иначе почна војната 2001 година. Војната почна 2001 година, ние во полицијата имавме недоволен број на амуниција, недоволен број на оружје, недоволен број на луѓе, недоволен број на обучени луѓе кои може да водат војна. И затоа се формира сите тие. Добро, од 99 година била војната, односно бомбардирање на СР Југославија, каде што веќе УЧК станува фактор, кој учествува преку Хашим Тачи во одредени преговори, подосно нели доаѓа до одредена амнестија на Косово и така натаму и така натаму. КЗК се формира, од КЗК доаѓа во Македонија увек Зимо Стрени кој е началник на генералштабот на УЧК, на НОНА и така натаму. А почетокот на 90-те години бил главен на територијална, тоа заборев да кажам, единствено Дебар, кога се прави запленување на документацијата на поранешна ЈНА, за да не се испраќаат регрути од Македонија во конфликтот во Хрватска или во Словенија, единствено кој не ја предава документацијата на поранешна ЈНА, тоа Павле Тренов кажува, Екзимо Стрени. Па тоа е таа моја теорија, нели теорија, мои сознања дека високите старешини на времето на УДБА, кои се во тоа момент инсталирани, се тие што организираат конфликтот 2001. Близок пријател на Капетановиќ, шефот на Коско, му поклонува така велат, нели, здобниците кој на Екзимо Стрени му поклонува некаде крајот на 80-те години, карабин посебен со лична посвета на Данило Капетановиќ. Тоа треба да го прашате Екзимо. Не знам. Па, ако го најдеме, нели, он сакал дури на почетокот, кога се формира независна Македонија, се пресели фамилиарно во Белград, а подоцна фамилијата нели во Америка. Пен период беше во Америка, напред политичко. Има уште еден припадник на УЧК, голем командант што беше, кој ни беше најголем шпион кај нас, најголем соработник. Ви даваш информации? Да.
активен е во политиката или? Беше и пратеник и све, сега не, одамна не сум го видел. Последните 10 години го немам видено. Хисни Шекири да не. Не можам да кажем имење, нели сепак сум обврзан со... А имате службена... Да, али Тала они имаат неколку нивни херои што ги слават, ако и беа најголемите соработници. Ви кажува, ви дава одредени информации. Да, броени состојби, кај се, движење, луѓе, оружје. Што ги рече дека вие све сте знаеле? Па дел знаевме, да. Добро, Стојков, са, ово ми е чудно. Морам да опрашам, бидејќи албанците нели велат како ние сме можеле да бидеме соработници на српските служби, да бидеме соработници на македонските служби, а ние сме ги добиле сите војни. И војната 2001, војна не добија. Сега да бидеме реални, тоа што сакат да го зборат они дека добиле војна, они војна не добија. Војна не добија, војна не изгубивме политички. Тала Џафери каде беше во таа структура? Тој беше дел нели на безбедносните структури на почетокот на конфликтот, после ви се јавува тама 113-та бригада, ако не се лажам. Тала Џафери, ако не се лажам, дојде од Јена, он избега, така беше? Беше Пирот, па од Пирот се врати во Арама, па од Арама отиде нели Вучека и командант Форина, така ли го вика? Командант Форина. Под Форина отиде. Отворено. Колку борци имаше? На почетокот немаше голема бројка на борци. И тоа е нашата грешка. Не е грешка. Тоа тие добро го има испланирано. Значи ние не можевме со таа структура што имавме, да беше и армијата активно вклучена, ќе се справевме на почетокот. Уште кога почна, уште калето кога почна Тетовското, да, ќе се справевме. Затоа што и они беа мали. Но после како се одвива ситуацијата, они земаа замав. Они тоа го представија како национална борба, како за ослободување, за права, за све, да. Така натаму. Да. И они тоа умешно го некој ги наведуваше како тоа да го терат, затоа што ако се сеќавате и на почетокот секретарот на НАТО Џорџ Робертсон рече со терористи знаете како треба да се справите се. Ко слета на Скопскиот аеродром даде таа изјава. Да. До првите 6 комуникеа, до првите 5 или 6 комуникеа. Јас не се лутам на албанскиот дел, јас се лутам на македонскиот дел, на неединството кај нас. ВМРО, СДС, позиција, опозиција, служби, неединство, обструкции, напади наши, па ние имавме додека бевме на терен, пратени луѓе да собираат податоци за нас дали правиме ние војни злосторства или не правиме војни злосторства или што употребуваме, какво оружје продаваме, какво орудие употребуваме. Од каде се тие структури? Од полицијата и од армијата. Значи македонците на македонците ни правија проблем. Всушност гледат и собират податоци кои подоцна можат во хак, кои подоцна можат. Значи на нас не ни се криви албанци, криви сме се ние како народ, како структура што не бевме единствени. Денеска сме не единствени. Денеска, еве јас давам интервју некаде, 100 коментари, 500 коментари ќе има од луѓе кои имаат некое нивно мислење паушално, кои не биле лични сведоци, биле припадници негде, но немале информација. Ама оне навива за една или за друга политичка партија и си дава паушално. И тоа не е единство кај нас. Колку бројат кога се во полна форма структурите на УЧК? Бидејќи доека е Тетово, Тетовско кале, па тамо горе Шипковици, така натаму, тоа е веќе некоја изолирана војна. Меѓутоа кога таа полека се префрла околу 3-4 луѓе има, мислам, на располагање. На располагање. 3-4 луѓе. Се отвара Кумановско-Липковскиот фронт, нели тогаш имаше многу шпекулации во македонските медиуми дека има одредени происламски структури, муџахедински структури, така натаму, дека наводно се фатени телефонски разговори, така. Имаш, гледа се, у секоја војна кај што има тако доаѓаат и тие. Значи борци, платеници, имаше и во Рачиново платеници што ги вика нели тоа инструктори, што ги мешаат со ова. Тоа беа инструктори, платеници. За пари, како што има сега и во Украина, како што има и секаде. Како што има у Хамас, како што има секаде и у Хамас, па и така дојде и во Куманово, имаше таква некоја структура, беа следени, нели, ама не зема голем замав тие. Како се однесува Лјупчо Георгиевски? Вие сте тоаш дел на обезбедувањето. Лјупчо Георгиевски храбро се однесуваше, прво беше изненаден од луѓето околу него што го лажеа, од врвот. Од врвот на државата, на државата и на армијата, најмногу од армијата. Имаше еден случај, одиме во Куманово, во касарната,
треба да се изведе еден напад, имавме информација кај се крие голема количина на оружје, требаше да отидат да бомбардираат со 500 килски бомби, го носиме Лјупчо ние таму, обезбедуваме периметар, нели, таму се генералите од армијата, и седиме во таа соба, Лјупчо носи виски, нели, ке тоа вика, овие кој ќе рокне тоа, ќе се искршат прозори, ние отвараме прозори да не се искршат, и се слуша две паф, паф некаде, и ово вика готово, Лјупчо вика што готово? Па вика готово, дигнав му воздух, вика складиштата. И Лјупчо вака гледа, ај вика да си одиме, вика будала да не ме прават. Си го зема и вискито. Значи, да не го да не биде зијан, си го зема. Да, вика, будала не прават, не лажат. Значи, безбедносните структури се го Тоа лажат. е апропо твојот муавет, генералите од армијата, високите стражи, што не сака да влезат по хагови, по ова да ги судат, да ги... Имаше ли дезертирање у полицијата? Имаше секаде дезертирање. Јас имам... Командниот состав. Во командниот состав од високиот кадар немаше толку, еден, двајца, но имавме еден случај што едни се прават многу храбри, нема да ги именувам, нема да кажам од кај се, украдоа автобус и избегаа, со автобуси отидоа. Од полицијата? Од полицијата, Храбри се прават, сега се прават храбри, тогаш избега, киднапира автобус, украдоа автобус на шоферот, му влегоа цела таа чета, си замина од терен, од Комановскиот крај. Они се знаат, ќе се препознаат за тие што зборам. Значи паркира автобус како Моринјо и ја доволно. Не, автобусот го крадат, го носат таму на терен, се товарат и си заминуваат од терен. И се заминуваат. Да. Фровик, планот на Фровик, Борис Трајковски, каква е улогата на американците, прво да прашам? Каква е улогата на американците во војната 2001 година? Ние имавме поддршката, имавме информација ни дава и такви работи. Ние бара брзо тоа, блицкриг, брзо да се заврши. Тоа што ние не успеавме брзо да го завршиме, тоа е пак наша грешка. Американците даваат информации и инсистират на брзо завршување на војната. Да, и цело НАТО тоа го правеше. Значи, тие всушност не се на другата страна, бидејќи Не, на почетокот не се воопшто. Тоа се После приказни. они се прагматични, после само бара решение како тоа да се заврши, да не се прошири. Им беше јасно дека тоа е одоговлекување. Бидејќи е non-paperот, прво нели Керим и така натаму, па подоцна доаѓа планот на Фровик, па Илинка Митрева покајна го прогласува Фровик за персона нон грата, го избркува, поранешен нели И се веќе политичките игри понатаму што се случува. Амбасадор на ОПСЕ, нели човек кој е близок пријател на Борис Трајковски, кој всушност го дава тој план на Фровик, кој е претходница на рамковниот договор. Да се прогласеше воена состојба, да настапевме со полн капацитет како што се настапува, нели? Ке беше решено многу брзо. Но тогаш немаше да се заврши како сега што е ситуацијата. Јас сепак се сомневам, нели, на одредени договори зад колисни на во тоа време на претседателот. Борис Трајковски. Да. За ова што се случи понатаму. Али Ахмети, кога прв пат се слуша името Али Ахмети, ние нели слушавме нешто, па во почетниот период и немаше некое име кое ќе може да персонализира што се случува во УЧК, во она. Говоревме, нели, Шипковица, па говоревме, не знам, вамо на Али границата Ахмет, јас го чув како име, добив наредба, пета управа ги лоцира, добија информација каде се има некој состанок со од Косово, со највисокиот врв на УЧК, нели, во тој период. И јас со една група бев испратен да визуелно да потврдиме дека се таму. Тоа се случува на Шарл планина горе, на одредена локација, и требаше да дојдат со авиони или со хеликоптери да избомбардираат групата кај што се состанува, да лоцираме ние точно кај се. И тогаш, нели, јас во тој извештај што го добив од пета управа, од кај министерот, се спомнува името на Али Ахмети, имаше командант едни од УЧК, за да не ги зборам сите, тогаш прв пат името Али Ахмети го имам прочитано во некоја белешка. Кој период ова е, ако вие сте формирани некаде 1 Тоа е веќе 1 април? Тоа е веќе негде пред Нова година, 2001 година. Да. Значи 2001 почнува војната, така? Да. Почнуваат преговорите, почнуваат се, тоа е, значи, тука некаде, октомври-ноември месец, 2001. Откој завршува војната? Па не беше завршена војната. Да
не сгрешиме, пред Рамковене некаде август. Август 13. Јас сум грешка. За тоа ти викам. Јас сум грешка со датумите, викам, со датумите. чекај да не... Со датумите. Да. Значи ова што го збораме некаде јуни-јули месец 2001 година. Значи јуни-јули месец 2001 година. Јуни-јули месец. Ви имате информации за За состанок, мислам дека да се потстам многу одамна е. Најверојатно јуни месец беше, почетокот на јуни. Состанок на врвот на УЧК со луѓе од Косово, врв некои на команданти од таму и некои други не се сеќавам, имаше поголем број на имиња. Имавме слика, значи тоа е како папка, да ги видиме, кога ќе ги видиш, да ги лоцираш, Значи нашата и да потврдиш визуелно дека се тие таму, за да можат овие да действуваат. Може ли да објасниме како на пример оди една таква операција? Нашата пета управа е во рамки на службата за државна безбедност. Да, слушање, прислушкување, Значи следење. петата управа е она клучна следење, прислушкување и така натаму. Тогаш сега јуни веќе може да е широката влада направена, значи претходно е Горан Митевски шеф на ДБК, а Горан Митевски во тој период беше директор на јавна безбедност. Па е шеф на ДБК, подоцна во широка влада и Зоран Верушевски еден период, краток период. Немаше широка влада. На ВМРО беше владата. Значи тоа ше на ВМРО е. Значи тој временски период е да можеме да го лоцираме. А тука негде околу јуни месец. Значи вие знаете дека има состанок на таа и таа координати на тоа место, има и вас ви дават папка за да може да... Тоа е папка со слики, со име, презиме, опис, дали се тие луѓе таму, ако се таму, да дадам потврда визуелна дека се таму, за да може да действува армијата. Значи вие треба да се доближите до нив. Да. На колку метри се доближувате? Па на визуелно да може да се видат со двоглед. Да можете со двоглед. Да. И вие ги гледате и видите... Да, даваме потврда дека таа група е таму, дека има во моментов такво и такво собирање. Потврдуваме дека бројка има некаде околу 5-60 луѓе. Чекаме да дојдат да действуваат авионите и хеликоптерите, или што и требаше да биде. Доаѓаат, фрлат на километри подалеку од таму бомби. На километар. Умеѓувреме изгледа некој им јави дека се лоцирани, дека јавено кај се што се. И они почнуваат да не бараат кај сме. Ние се повлекуваме, пешачиме. И после не собира хеликоптер на негде околу 3-40 км од таа позиција. Значи ние цел ден бегаме по сартовите по ова, се повлекуваме, оти бевме само 6 луѓе на тој. 6 луѓе и јас 7 луѓе. 7 луѓе сте вие таму. Да. Добиват овие, значи обезбедувањето на Ахмети или да, УЧК добива информација дека има група која ги лоцира визуелно и ние се повлекуваме, бегаме. И подоцна го појавот на еден телевизија Али Ахмети како чита книга. Ошипковица, бидејќи... Тоа не сум гледал затоа што бев зафатен. Бидејќи нели така почнува во наводници војната. Случајно оди Лупевска, односно на еден телевизија во Танушевце, сега велат луѓе најразлични се фалат. Од Стео Пендаровски кој во некој неврзани мобите или тој ја пратил, па до редица на други луѓе. Така почнува со Танушевци, со откривање, со правење, заробување, па подоцна ослободување и Али Ахмети го појават исто така на еден телевизија како чита книга. Како и Мухамед Зукорлиш да е од Санџак. Муфтијата, така и Али го доживеавме, ние така го примивме. Ние имавме слика од него, беше црно-бела. Црно-бела фотографија. Да, црно-бела фотографија беше. Можете тоа, го имавте на снайпер? Не. Не, а? Не. Само на двоглед? Па не, во тој период не, како име не беше битен или не беше експониран дека е... Да, не бе дифузна некоја така. Као Гроздови беа, нема некоја централна команда, после се појавува централна команда и така. Ние од нашиот дел, професионалниот, ја завршивме работова. Тоа што политичкиот дел не завршиле до крај со армискиот дел да бидат елиминирани на куп кога беа, тоа е веќе пак политика. Тоест, значи, со оној период кога се прави, не се прави влада, значи тука е Љубен Пауновски, па после Владо Бучковски, тие се министри некои за одбрана. Владо Бучковски кога беше министар за одбрана, имавме страшно добра соработка. Тој беше многу добар како човек. Со Владо Бучковски. Со Владо Бучковски имавме страшно добра комуникација. И Миле Зечевич. Немавме... Тоа ше Миле Зечевич, нели дел на кабинетот на Владо Бучковски. Јас за Миле Зечевич имам страшно добро мислење и за Владо Бучковски имам страшно добро мислење. Како професионалци зборам.
Во тој период. Тенкови, нешто сте љубител на тенкови, тенковски Не, делови? не, ние немаме во полицијата немаме тенкови. Немате тенкови, добро. Значи сте се вака лично задоволни. Значи, кога ни требало нешто да ни дадат од армијата или кога ни требало некоја информација, со армијскиот дел имавме многу потешка комуникација, со него имавме директно. Значи, министер ни треба тоа и тоа, дали може да ни помогнете, завршена работа. Иако го обвинуваат нели за Радуша. Тоа е сосема последен крај на војната. Радуша, кога имаме класичен упат од косовска страна, родникот Радуша. Тогаш делуваше војската многу. Делуваше војската. И со хеликоптери, и со авиони ги бомбардира, делуваше страшно добро војската. Бидејќи луѓе на Лјупчо Георгиевски, па делом ни самиот Лјупчо Георгиевски велат дека морале да се јават неколку пати, дека одбивале. Тоа е веќе тој дел што го зборам јас, несоработката добра и несакањето на армијата да прифати одредени одговорности за да може да делува како што треба да делува, нели, плашејќи се од санкции покасно. Го спомнавме командант Тели. Тоа е веќе класичен еден уплив на албанска, односно официјална безбедносна тирана во тоа е во Чаир. Учествувате вие во елиминација на командант Тели тука во Чаир? Тогаш прв пат се закано дека ќе креват Скопје во воздух. Тоа е претходница на случувањето во Рачиново. Ама службата добро изреагира, ги лоцира и ги фатија. 100-0. Се прати порака. И доаѓаме до Рачиново. Нели најголемата болка на македонскиот народ последните 20 или 30 години. Сега сите кои биле во Рачиново знаат каква е положбата, поставеноста, геополитиката, нели, на целиот тој крај, на целиот тој регион. Има структури кои се во кумановските села. Периферијата на Куманово, кои се лоцирани, кои се наоѓаат во некаков обрач, и им се дозволува на тие структури да влезат во Куманово, да влезат во Рачиново. Затворено е Рачиново, нели? Кажав еднаш, па ќе кажам и 100 пати ќе повторам, Рачиново е измислено за македонската страна да седне на зелена маса, да почнат преговорите. Тоаш веќе е широката влада. Рачиново, значи, влези и излези, повлечи се, не оди до крај и тука ни даваат 3 дена рок странциве да завршиме со Рачиново, ние не завршуваме и после тоа вика вие Добро, имавме шанса за 3 дена да завршиме, мислам, реално тоа е едно урбано место населено, овие се стационирани внатре. Ако тргнавме како што треба, да. Доволни се со војската. Полицијата излегуваше војската, не? Војската само поддршка даваше огнена. Требаше значи да биде некој тепих од типот Нова Израел што го прави тепих не, ама требаше да се влезе со оклопни возила, со тенкови, со таква работа за поддршка, да може да се движи живата сила. Вуковар, требаше некој Вуковар да се направи евентуално. Не, Рачиново е мало место, нема потреба од Вуковар таква работа. Војската и така делуваше и со артилерија и со авиација по Рачиново. Стојков, дојде време веќе да кажеме работите, може ли прашање веќе да се поставува за да може да се добие одговор. Значи, хотел Белви. Во хотел Белви се присутни тамо од Панде Петровски, армискиот врв, полицискиот врв и така. Мислам дека генерал Галевски. Прв пат заедно беа полицијата и армијата во хотел Белви. Собрани во хотел Белви, да, Тука се врти Никола Димитров, кој беше министер за надворешни работи, кога се потпишува Преспанскиот договор, тогаш е советник за национална безбедност, пред да замени амбасадор на Македонија во Америка, подоцна на таа функција го заменува Стево Пендаровски, шеф на кабинете Зоран Јолевски и така натаму. Ние група на новинари, тогаш снимам некој интервју со началникот на генералштаб на војската на СР Југославија, Небоша Папковиќ, па се враќам и сум тука некаде во наредниот ден сме во Белви, се гледа све, значи со двогледи се гледа и така натаму. Што се случува во Рачиново? Можеме ли да отвориме да кажеме што се случува во Рачиново? Во Рачиново се тргнува, полицијата тргнува, капацитетот на полицијата е стига до одредено место, бара поддршка од армијата, не ја добива, се поврекува назад. Од каде тргнува? Зашто Рачиново имаме стариот пат за Куманово од една страна, нели, па од горната страна од селата горе, кај гробиштата на Рачиново што се, од таму се тргнува и се тргнува по
патот тука што е главниот од Скопје према Рачиново. Од Од Давос бензинската пумпа. Да, од Синги. Да. Значи има едно брденце, една Вака е височенка, толку удолници, па доаѓаш на Карачиново. и доаѓаш да, по патот на Карачиново. Вака, и се тргнува, се доаѓа до одредено место, се водат борби, Вела до игралиштето дека се стига во Рачиново некаде. па скоро до Рачиново, не знаеме, ние центар сега и ден денеска, нели, кај Нема центар таму, Нема да. центар, да кажеме до пола село се доаѓа и се враќаме назад. Значи влегувате до пола село. Да, и се враќаме назад. Ние губевме претходно неколку дена додека се искоординиравме. Па после поделивме, направивме здружена таа, нели, како да наречам, команда, за здружена команда. со полиција. Имаше еден ден, се пукавме цел ден со еден тежок митралес, на крајот излиза дека од кај шкорпионите. Сме се пукеле friendly fire со меѓу себе. Со шорпионите, со нашите. Со армијата, значи армијата. имаше страшна некоординација. Васко, еве толку време помина, можам да кажам дека имаше страшна некоординација меѓу армијата и полицијата. Да настапевме заедно, тоа ќе се решише за 2 дена максимално. Добро. Во Рачиново, кај албанците, кој е главен? Командант Хоџа или? Не знам, не знам. Бидејќи овој командант на Суси, Они беа многу добро ископани, фортификацијски беа со ровови, беа пробиени подруми, ѕидови на куќи за движење, знаеш, сообраќајници има направено. Нели направено, да. Но сето тоа е, ако се настапува како што треба, лесно се гази. Ама вак ви кажувам дека ние проблем имавме координацијата меѓу полицијата и армијата. Кој што сака нека ме обвинуваат, нека ме напаѓаат, ви кажувам дека Ики Стео Пенаровски, немавме грб од армијата. Стео Пенаровски вели дека се стигнало најдалеку до игралиштето, кој е самиот почеток на градот, на Ама селото. се јас бев во Рачиново, не бил Стево Бандаровски, јас бев во Рачиново. Велите дека до сред село се... Пас некаде до сред село се, јас пак ви кажам, не знам кај е сред село во Рачиново, и ден денеска не Љубе знам каде. Бошковски вели бели знамења се видени и така натаму. Имам и некои снимки имавме од нивни загинати, од тоа што вика Љубе Бошковски бели знамја се, но доаѓаш до одредено место и добиваш наредба, веќе немаш сила. Треба некој тој простор што се зазема да го покрие, да се држи, нели? Ние сме со одредена бројка. Тенкови, борбени Требаше возила и така. Поддршка треба, немаме координација. Немаме на кого да кажеме каде да гранатира, на која куќа да се гранатира, каде артилериска поддршка да добиеме. Немаме координација. И ти мора да се повлече са. Тој што разбира дека не може така да се оди. Ние не сме... Стигате до одредена точка и Да, повеќе мора се враќаш назад. останувате сам. Да. Како пливате 5 километри у море и се вртите, гледате нема никој. И тоа е тоа. Не никој, него полицијата нема поддршка од армијата. И овие приказни. Странски инструктори, генерали на МПР и... Не е точно, има платеници. Еве пак ви кажувам, има платеници, има и дури една жена има од некаде од кај беше снайпериска. Има платеници, сега овие што се ако наприш, ако сака да кажуваат овие од 5 управи од ДБК, ги има точно со слики, со имења, со презимења, кои беа што беа, ги има на снимки, ги има фатено све. А има и жена снайпериска. Да. Јас со овој мојот го имам слушано, дури и луѓе барале да снимам или да направам некој интервју, веле дека жена снайпериска со потекло од Хрватска, ако не се лажам. Така се збореше дека со потекло од Хрватска. На нивна страна. Да. Ама тоа се пладенеци. Тој не му е гајле на која страна тој работи, тој за пари е. И добро, како се излекуваат? Нели приказнате, ние гледавме некои автобуси што доаѓаа, ама тие автобуси после јас не ги гледав полни. Пеш поминуваат према Слупчански бунар натаму. Значи пешки поминуваат. Да. Го остават оружјето или не? Не. Бидејќи не се поразени, нели? Не. Не се поразени и во правец на Слупчански бунар и така натаму, значи тоа веќе... Пеш. Ние се доби наредба да се пропуштат. И беа пропуштени. Од кого ја добијате наредбата? Под старешините наши. Вие сте веројатно полициски тамо, Љубе Бошковски, претпоставам. Јас Генерал Кирагелевски. Јас сум во тоа време мајор. Не сум Генерал, значи не генерал. Значи јас сум во тоа време мајор, командант на единица за брзи интервенции. Имам свој надреден старешина, тој е покојен Ристо Галевски. Добиваме наредба од него. и се повлекувате. Да. Бевме неколку дена, еден период бевме заедно со волците, потекот Инџиково, Давос, после Давос бензинската,
до една цреша тамо, котата ја заборив многу одамна е сето тоа. После неколку дена ни дојде замена, ни дојде резервисти од СВР Скопје, дојде со едни паповки, со едни шинели, со едни железни шлемови. Се чудевме како ќе не сменат тие, ама не сменија тие. И ние се повлековме. Има една фамозна фотографија, ако се сеќавате, у вечер ја објави, како се повлекуваат полицајците после Давос бензинската, тоа сме ние. Јас со мојата единица. Како се погнувам двата реда на патот. Така завршува, значи, во наводници славната епопеја или епизода во Рачино. Да. И тоа е всушност увертира во Охридскиот рамковен. Тоа е Рачино е смислено за да има седнување на зелена маса и да се преговара. Добро, намерно веројатно одбран. Не, намерно се ето, Значи, близина на Скопје, близина на аеродром, значи, близина на рефинерија, тоа е одбрано од некој друг, не од Учека одбрано тоа. Тоа е одбрано од некој друг. Од кога гледа дека пријателите од кога гледа дека ние пимпламе, правиме и така натаму и Не, ама пимпламе. Јас не можам да тврдам дека некој па не им кажал на овие од армијата, ај многу малце кочете, немојте многу да глумите лудило. Може има ли наредба? Стојков на крај ќе збориме, ама сега ни се случува, гледате, СДСМ сака да реши па пимпла и има цела подршка на меѓународна заедница, ВМРО како нешто не дава, како нешто не дозволува, на крај ако овие што пимплат не ја завршат работата, ќе треба веројатно во рамки на овие други структури кои кочат и кои прават да наат некој кој е погоден во донесот на власт, така у животот оди. Ако не си завршите, ако не си изорате нивата на, ќе дојде некој друг да ви изора на крај малце кога прашам нели за треба некој друг. Тој што ќе изора ќе посади со негово семе. Со негово семе ќе се посади. Сака тој ќе собира, тој ќе гледа и така. Тоа ќе жне. Тој ќе жне и така натаму и така натаму. И вас ви се случуваат почеток на приказни, црвени баретки, српски специјалци, доаѓаат тука. Лјупчо Јурилски или само двајца тројца. Апсолутно не е точно тоа, дека имало црвен беретки, дека имало српски. Дека се во Леуново, па мене луѓе ми имаше, значи, јас можам да ви дадам и фотографии од нив, ги имаше и по тие социјалните мрежи, не морам ни јас да ви ги давам, ако малце ги разборичкате, ќе тоа се еден русин или украинец што беше без око и уште двајца со него, купно беа 5 или 6 луѓе. Тие беа горе во Леуново сместени. Значи, со некои македонци од македонска страна 10 на 12 луѓе, значи повеќе од 20 луѓе не биле. Не биле од. Ама странци беа 5 или 6. Во Леуново. Во Леуново. Ама не биле ни во Лавови, не биле ни во тие биле. Кога речете странци, мислите може и срби да се. Може и срби да се. Црвени баретки и така натаму. Не биле црвени баретки. Биле учесници во војните во Босна. Нели биле Легија, па екипата на Легија и така натаму. Не, апсолутно не е точно тоа. Тоа можам да го тврдам. Вели барале многу пари, па затоа и не се поканети и така натаму и така. Нели Јас тоа не го знам. Али такви луѓе, значи црвени беретки, леги и вакви немало кај нас. Не ве тренирале црвени баретки? Не. Кој ги тренира на лавовите? На почетокот не тренира британци. САС? САС. И нивната таа падобранската единица. На почетокот оние. Познатата падобранска, која сметат нели една од најелитните специјални структури во светот. Единствено барање беше да не носиме ознаки. Зошто? Зошто на пример? Да не се фотографира некој, да не се. Не, имаме фотографии, не носиме ознаки. Тоа е нивно стрикно барање? Барање. Ovo интересно, например. Заедно со армијата. Тоа е. Затоа имаме докази, имаме фотографии, имаме план за работа, имаме извршена обука и све. Кај ве тренират, господин Стојков? Во Штип. Во Штип, во касарната и во Пенуш. Добро се обучени? Добро. После тоа имаме исто странски структури кои не можам да кажам, ама од НАТО земји. Јас лично имав советник британец. Во рамки на командната структура? На командната структура. Тоа го знаат сите во МВР, тој беше цело време со мене. Добро, со што располагате, например, вие како лавови? Не само техника, туку дали имате, да речеме, некој дел на разузнавање, на слушање, на комуникацијски системи? Не, тоа беше покриено од пета управа. Цело време од пета управа? Да. Ние, класична воено-полициска единица. Така беше замислена и формирана единица.
Бевме составени од 4 батальони. Првиот батальон беше батальон за брзи интервенции, вториот батальон беше батальон за поддршка, кој беше најголем. Во тој батальон имаше и минобацачки, чети и така, сега да не одоговлекувам. Третиот батальон беше оклопниот батальон и четвртиот батальон беше батальонот за логистика. Само да ја вратам кај речено. Значи, приказни уште еднаш. МПР и генерали, тоа се гола вода. Значи, приказни кои нема... Јас такви информации немам. Сум бил на сите брифинзи, значи во Министерство за внатрешни работи, кога се зборело за такви работи немало кај нас. Видите, со овој командант Масуси, имам јас разговарано, мислам дека командант Масуси се викам, тој беше заменик... Учителот? Да, заменик директор на... Вамо кај што е Зоран Тодоровски, во архивот на Република Македонија, мислам дека беше заменик директор во архивот на Република Македонија, одам таму нешто, треба да снимам со него, трешти некоја музика, Цеца, Карлеуша и така натаму. Нормално не знам дали е жив човекот уште, немам некоја информација. Тука секретарка некоја плавуше и така натаму и така натаму. Ние го снимаме и после тоа пиеме кафе, разговараме и вика командант Хоџа не беше главен, или тој е оној ривалитет на Дуи командант Хоџа кој правеше партија, тој е херојот на Танушевци горе што се вели, тука имавме други структури внатре во Рачиново. Кој са всушност беше главен? Ајде да ве вратам, нели? Уште еднаш. Не можам да кажам затоа што стварно не сум со сигурност не знам кој бил главен, затоа што еден период таму беа сите главни. Сите команданти, таму војници немаше. Тројца од нив и право едниот е командант. И борачка пензија, односно политичка кариера. Таму немаше борачка пензија, таму директно политички кариери. Па тоа е тоа што мене, нели, пак ти кажувам, јас не можам да се лутам на инфони, све што си побара си остварија. Дали вака или онака. Еми победија, така се доживуваат, нели победија? Не победиле, никој пат не победиле. Не може да победат, него на политички план победија. На политички план, на маса, на зелена. На воен план не победија. Но, они се толку единствени, толку се држат меѓу себе, све што си барат, си добиваат. Значи, све што си барат. И политички кариери, и запослувања, и унапредувања. Се сеќавате на она дебата Стојанче Ангелов, Тала Џафери, кога е министер за одбрана, па Стојанче Ангелов нешто протестира. И мислам дека на Алсат им прават некој телевизиски дуел и му вика Тала Џафери на Стојанче Ангелов, сега сум ти јас предпоставен, бидејќи министер за одбрана. Би го поднеле вие тоа чувство, ајде да не речам тоа понижување? Па не може да му е него предпоставен за тоа што тој е министер на одбрана, Стојанче Ангелов беше припадник на полицијата, ние немаме допирна точка со... Нели имаше конфликт таму беше, кај што станува и му вика јас сум ти предпоставен. Може да му каже, може да знам Стојанче, јас би му кажал нешто друго, кој ќе го каже тоа и така. Требош ви загинуват тројца. Тројца припадници. Од 7 што се загинати на единицата Лавови, ви загинуват тројца. Загинуват на еден крајно никаков начин упаѓаат во засада по вина на еден од старишините кој ја водел акцијата. Како? Добиват они информација, пази јас не сум информиран за акцијата. Вие како командант на единица не сум информиран. Тоа се прави зад мој грб. Дознавам веќе кога има инцидент, кога загинуваат, тоа е вечерта. Тоа е 24-25 јули, ако не се така. Не се сеќам со датите, сум скаран, затоа и грешам со датите. Скаран сум со датите. Многу време, многу перипетии, многу во животот проблеми и така. Вечерта добивам информација, вика имаме тројца загинати. Кај имаме тројца загинати? Требош. Неаме луѓе во Требош. Вика има акција, одобрен вака и вака, првиот батальон има луѓе, вика, паднати во засада, загинати, вика, се откопува гробница. Биле да обезбедуваат гробницата. И следниот ден, вечерта јас давам узбона, се активира единица, Тигар даваат узбона, одиме ние на терен, обезбедуваме теренот. Следниот ден, јас и генералот Ставински вршиме увид на лице место. На лице место, затоа што уште се таму, уште тензијата, доаѓаат овие килибарни лисици, доаѓаат опсе. Гледам што се случило, биле до... Значи, тоа е
Како се исклучуваш од автопатот, десно е патот за има еден надвозник, преку надвозникот десно одиш на кај Требош под прав агол завртува патот десно према Требош, а има земјен пат продолжува према гробницата кај што е пронајдена. Затоа што имаме инсайдер, они така е пронашли, имало инсайдер кој кажал, кој присуствувал на закупувањето на дел од останките на тие што биле ликвидирани од киднапираните. На самијата кривина Од овие што се киднапирани во Тетово. Да. Значи тоа е всушност акцијата. Тоа е акцијата да се обезбедат останките да се најдат и да се обезбедат останките на киднапираните, на ликвидираните во од тие 12 македонци киднапирани. Дел на четворица беа во Требош. Фрлени во буништето, во ѓубриштето, кај што и закопани со и таму со багери работа, ги откопа и ги најдоа. Не знам сега до каде е работава, што е, дали оти злосторство не застарува, убиство не застарува, не може никаква амнестија тоа да ти го тргне од врат. На самиот ќош кај што е асфалтот имало бункер. Бункер кога настапиле моиве, овие избегале што биле тука во бункерот и оставиле оружје и пушкомитрелези и РПГ-ња и золи све. Овие оделе, завршиле што завршиле, не го обезбеделе бункерот. Не оставиле човек, не оставиле ден. Дури не го земали ни оружјето што е таму. Не го обезбедени ни патот од автопатот до гробницата не е обезбеден патот. Они го ја обезбедуваат гробницата, но патот не е обезбеден. Треба да дојде смена, они се цело време таму, се јавува да дојде смена. Смената кога доаѓа, овие се враќаат, оружјето им е тука и пукаат, прават тоа што го прават. Можеби немало да пукат. Првиот што двајцата загинати биле напред пред БТР-от со лада нива, наместо оти не го знаат патот, наместо да продолжат по земјениот патот, им вртат десно према селото, по асфалтниот пат. И тогаш почнува пукањето. Со истото оружје? Со истото оружје кое оставено таму. Кое оставено таму. Да. Командантот во тој момент што беше на првиот батальон, беше кај мене на рапорт, донесе службена белешка, после на таа службена белешка ќе беше скандал, требаше да ги поапсам моите пола и полицискиот врв, што се случувало, зашто не сум информиран, кој бил одговорен, што бил одговорен. Заради мир во куќа, нели, ради се прекјутува тука, се прави што се прави. Одговорниот за загинувањето на старешина што не го обезбедил сето тоа, подоцна е прв соработник на Бранко Бојчевски кој сака да прават упат, кој завршува нели све, кој сака да ги растурат лавовите, е прв соработник, прв се пријавува да прави упат во касарната на лавовите во Стенковец, во базата. Кога ве разоружува, кога треба кој сака да не разоружува. Кој сака да не разоружуваат. Истиот тој. После тој од голем нели соработник на Бранко Бојчевски постанува голем соработник на ВМРО-вците, па напредува во кариера и на крај завршува како директор на агенција за обезбедување, ден денеска е таму. Се пензионира во МВР и завршува како директор на агенција за обезбедување. Кога ве разоружуваат вас? Не разоружуваат нас. Односно се обедуваат, нели? Вие сте, како би рекле, претходница на тоа што се случува подоцна во Србија, црвени беретки и така натаму, кога одредена воена полициска формација се смета како закана за политичкиот систем или политичката групација која во тој момент на власт, вас ве дефинира или не ве смета како војска на или полиција на ВМРО ДПМН. Точно. Тоа не е точно. Да, ние бевме моќни. Во тој момент бевме од една од најмоќни, мислам, најмоќна единица која можеше самостојно да действува на територијата на Република Македонија. Можевме да правиме што сакаме, но ние не бевме баш и бозук, бевме професионална единица, која слушаше команди. Ако се сеќавате, после изборите, Владо Бучковски, како портпарол, се заблагодари за соработката. Дека не сме правиле тоа што очекувале они. Така беше, нели? Како портпарол на СДСМ. Да. Подпредседател и портпарол на СДСМ. Ако се сеќавате, јавно на телевизија го рече дека така, благодараме на единица за брзи интервенции Лаови, на генерал Стојков, што беа професионални и не учествува во изборите да прават. Тој 15 септември 2002. Да. Кобен 15 септември за вас, нели така почнавме емисијата? Ние кај нас проблемите почнаа со доаѓањето на Хари Костов како министер за внатрешни работи и неговиот директор Бранко Бојчевски.
Црвенковски. Пази, истиот тој Хари Костов, кој претходно ни поклони снайпери, ни поклонуваше опрема, храна ни праќаше. Што му се случи меѓу време, дали некој лошо го информирал или имал лоши советници, стана најголем душман на сето тоа. Они имаа за цел да ја уништат единицата, не ја уништија. Јас сум сменет од командант на единицата на 6 јануари 2003 година. Значи, тоа е само неколку месеци по формирање на владата на СДС. Да. Мојот заменик е сменет 2 недели, 3 после назначувањето на Бојчевски како директор и на Хари Костов како министер, значи само што се формира владата и е разрешен. За заменик ми го носат Горан Ѓоргиевски, Золја, генералот. Што беше Што ве заменува вас? После тоа ме заменува тој како командант на единицата. А помошник ми го носат Тони Станковски. Поточно исто висок старешина во МВР. Вие завршувате во Радовиш. Јас на 6 јануар 2003 година добивам решение шофер на противпожарно возило во Радовиш. Не одам, не се јавам, поднесувам тужба. После тоа ми го повлекуваат решението, ме апсат на април, мај месец некаде беше, ако не се лажам, ми одредуваат притвор и додека сум во притвор, ми дома на вратата ми лепат отказно решение во плик. Што е много сез во МВР. Тоа е првиот притвор што го имате? Првиот притвор, тоа е 31 или 3 тена, така нешто беше. Ме ослободуваат од притвор, праќаат писмо да се вратам на работа, за да се разложам, одам, не подпишувам согласност дека да ме стават негде некој сменоводител сака да ме прават, не знам што. Им пишам дека барам отказ за си отидам. Ми враќаат писмено, ги чувам сите овие. Ми враќаат писмено, вика не можеш да си поднесеш отказ, ти си назначен, мора ние да те разрешиме. И не ме разрешуваат. Не разрешуваат. Не ме разрешуваат. Стиков. После долги години судење, 2016 ги добив на суд за да ме вратат на работа. Почна вашата... И почнува одењето по трњето. Конструкцијата за раштански лозја. Одењето по трње. По трње, ме апсат дента вечерта кога победува Бранко Црвенски, сабајлето доаѓаат ме апсат во Струмица. На председателските избори. На председателските избори за да заташкат сето тоа. Тоа е некаде април месец. Апсењето мое 2004. Во притвор сум 13 месеци, добиваме ослободителна пресуда. 2005 година негде беше април-мај. Така нешто беше. Чудна е таа пресуда. Там не велат виновни се или не се виновни, туку поради недостигна докази, така некоја формулација. Не. Тоа е формулацијата на врховен. На врховен суд. А ова е апсолутно сме невини. Таква некоја формулација беше на врховен за да ни вода ни киселина. Не сака да наплата да ви може да си наплати. Да си наплатите оштета од целата таа работа. Што е раштански лозија? Што е раштански лозија? Раштански лозија е една операција која е во соработка со пријателски служби, ние само бевме асистенција. Тамо и генералот Боби Утковски. Да. Комши исто ни беше поранешен. Поранешен комши. Го снимав лани ли беше, веќе не сеќам, лани мислам го снимав кој беше ова што е не преклани. Со Афганистан. Преклани кој беше во Афганистан, долги години беше во Афганистан. И он пропати многу. Ја раскажуваш, значи тој исто така дел на четворица на уапсија. Мене, Бобан Утковски, началникот на пета управа и Кикиреков, Бог да го прости, почина. Кикиреков го запознавме во шутка во притворот, не ни знаевме кој е. А го обвинува дека тој ги носел. Добре, Кикиреков нели беше и во она афера со доста димовска помилувањето со пристошкување така на тоа. Таму имаше некои. Нема. Значи сојузничка служба или пријателска држава ви дава одредени информации за раштански лозија. И учествуваат во сето тоа. Ние само обезбедувавме простор. Тоа се пакистанци нели или сака да ги прикачат како пакистански бегалци. Што беа луѓето од раштански лозија? Група која требало да се инфилтрира овде и да направи некои терористички акти. На поголема група, дел од групата ги зема. Колку број? Не можам да кажам, не знам. Се уште не. Подоцна има терористички акт еден таму во македонската амбасада во Карачи. Како одмаз за ликвидацијата на нивната група, двајца ги убиваат и ја дигаат амбасадата во воздух. Или конзулат беше, не се сеќавам, во Карачи. Сликов, луѓето малку знаат, 2011 година виси
власта на ВМРО ДПМН. То се они избори на 5 јуни 2011 година. Претходно, значи, ние го гледаме, они има ВМРО СДСМ сегмент, кај што ВМРО ја вади аферата Надеж со Наташа Савова, кај што се врши притисок на Бранко Царенковски, тоа е одредена словенечка фирма, која, нели, по оние шпекулации на ВМРО ДПМН, платени се околу 380.000 евра, ако не се лажам. Направена е некоја програма Надеж, како да се сруши власта на ВМРО ДПМН, дел од таа програма подоцна се користи во шанена револуција, така натаму и така натаму. Но има еден друг сегмент кој е внатре ВМРО-вски конфликт, каде што Лјупчо Георгиевски, Љубе Бошковски, Стојан Ченгелов, Љубе Бошковски, кои 2 години претходно на председателските избори за малку и не влегол во втор круг, освојува некаде 140-150 илјади гласови. Тоа е внатрешен ВМРО-вски конфликт, кај што Никола Груевски и Сашо Мелко се плашат дека може да им бидат земени гласови, дека кога им бидат земени тие 50, па дури Љубе Бошковски сметаше повеќе од 150.000 гласови, дека ВМРО нема да може да ја формира следната влада. И вие се вклучувате во изборниот процес, бидејќи сме комши, пием кафе на Сабајле, гледам, доаѓаат, ве зимат, ве носат. Прв пат се појавувате Велес или Велес, митингот на ВМРО во Велес. Во Велес, подоцна во Штип се појавувате. Оне голем митинг, кај што Груевски го напаѓа Стојанче, Лјупчо, бранителите, така натаму и така натаму. И им ја носите, и им обезбедувате да останат на власт. Тоа беше, знаеш дека после 2005 баталев тоа политика со работев со Кумот, работевме со ски центарот, со казиното доле, со све, работев кај него. И се бавев со тоа што се бавев. Може ли да објасниме чисто, па ќе дојме до 2011 година. Вие во затвор сте во иста келија со еден иманентен новинар во Република Македонија, Миленко Неделковски, нели? Со Миленко поминавме 7 или 8 месеци заедно, убаво поминавме. Миленко е многу интересен за разговори, после дружевме многу време. Бевте пријатели. И денеска сме пријатели. Тој ве сметаше како потенцијален председателски кандидат, дека не сум политичар. Дека сте, па тој, па Весна Петрушевска Бејбин или требаше да биде вклучена во еден проект кај што вие ќе бидете номинирани како председателски кандидат, така натаму и така натаму. Не. Па тука не сум имал никој пат политички амбиции, не сум барал политичка функција. Еден спектар на хладилници во Скопје, па ова скијачкиот центар во Кожу, па Трифон Костовски кој учествува во целата работа. Тука една група е направена, една интересна група. Јас после 2005 година баталив све, значи политика, партии, полиција, све. Паралелно сите часовските процеси, нели тоа што ме избрка од работа. Вие тоа што имате некои канцеларии тука во старата зграда на Македонија Табак. На Македонија Табак формиравме Сдружение на бранители. Во склопот на зградата беа и канцелариите на ски центарот Кожев. Шеф на кабинет би беше една господја која сега главна во овие казина, Фламинго и така натаму. Марина Бадаровска. Да. Многу способна, многу интелигентна, интервју. Да, многу способна, многу интелигентна. Како све избеше? Бевте вие кај мене, ли правевме интервју? Тамо правевме интервју. Не бевме тогаш не бевме комши, тамо го правевме интервјуто. Да. Тогаш ја формиравме службата за спасување, професионалната служба за спасување во склопот на ски центарот Кожов, али со претензии да биде и на територија цела Македонија. Хеликоптери тогаш имаше. Купивме хеликоптери со помош на Трифон Костовски, тој ни даде кредити. Опрема купивме, возила, све, но не добивме дозвола за летање и моравме хеликоптерите да ги враќаме назад. Власта не ни даде, а тогаш веќе власт беше ВМРО ДПМН. Значи ВМРО ДПМН не ви дава? Да, ВМРО ДПМН не ни дава. И ВМРО ДПМН после ни ги зема и канцелариите не селиот таму. Стојков, сигурно мала дигресија. Кога е Лјупчо Георгиевски, лидер на ВМРО ДПМН, паѓа од власт, тој 2002 година, а Никола Груевски доаѓа 2003 година начело на ВМРО ДПМН, вие работите во рамки или сте присутен во рамки на партијата, мислам дека и тамо ви имам гледано дека сте присутен. Да, бев одговорен за безбедноста на ВМРО ДПМН. После ме наследи, нели, Никола Груевски, имавме некоја соработка. Еднаш кажав некоја сугестија, не ми ја прифати, јас се повлеков. Значи вие сте за безбедност задолжен кај Лјупчо Георгиевски. Да. Што ви е улогата да собирате информации безбедност? Да, безбедностни проценки да правам. Каде ви е конфликтот со Никола Груевски? Не сме имале конфликт. Значи ние со Сашо Мјалков каде ви е конфликт? Не сме имали конфликт ни со Сашо Мјалков, јас никој пат не сме имале конфликт. Но им ја носите победата 2011 година. 2011 сум замолен да им помогнам. Од кого?
од една пријателска земја. Многу пријателски земји има ова држава. Има, затоа и не. Такви сме кај што сме. Кај што сме, многу пријателски држави. Знаеш дека сум јас прозападно ориентиран, така? Си правиме муавет. Моето школување е горе, специализациите ми се сите горе. Докторатот бе во Америка, така? И ме викат една вечер и викат, слушај, Груевски е во позиција, договорени сме за да се влезе во НАТО, да се смени име, и тоа име само за натрешен, не за натрешен, многу подобри услови отколку што се сега. За да оди државата да влезе во Европска унија, треба да му се помогне да се остане на власт, вика, за него вика не се проблем СДСМ, кај него се проблем Љубе Љупчо и Стојанче. Филип Рикер е амбасадор на Америка во Република Македонија. Што е многу важно. Поста показано е пратен тамо во Италија, во Милано, па подоцна и во Германија, меѓутоа Филип Рикер е голем политичар и голем познавач и добро збори и македонски и све. Значи еден од подобрите американски дипломати што ги има. Го чинеше Никола Груевски кариера. Па и затоа Никола Груевски заврши како што заврши. На Топол Гулеш три пати. Затоа и заврши. Никола Груевски да ги послушаше тогаш. Значи 2011 ви доаѓаат пријатели и викаат треба и се помогне. Никола Груевски прифати од таа страна се сите нели патриотското крило на ВМРО ДПМН, значи тука се Љупчо, Љубе, Стојанче, мои пријатели, така? А од другата страна е бизнис крилото на ВМРО ДПМН. Кај што немаат олигархиското крило, кај што немаат наше дете крило, како да го наречеме. Кај што немаат патриотскиот дел го немаат. Белград крилото е на другата страна. Да. И јас улетувам тука, одам по митинзи, одам по луѓе, одам по и се помагам да остане да помане на власт. Тој 2011, да. И за кое Груевски, ако е доблесен, ќе каже дека се заблагодари јавно пред сите тамо во штабот. Дека генералот помогне да останеме на власт. Тогаш излегуваат спекулациите, мислам дека тоа е основата на конфликтот. Тогаш излегуваат спекулациите дека Љупчо Тодоровски, радникот, ќе мора да ја напушти функцијата, тој е нели еден од двата најблиски соработници на Сашо Мелков, ако Сашо Мелков, значи хиерархијата е следна: Гордана Јанкуловска е министер за внатрешни работи, на бирото за јавна безбедност и леве Павле Тарајанов, во тоа министерство е Љупчо Тодоровски, радникот, па мева тоа на афера, саати, шутка, купени и така натаму и така натаму. Супругите нели им се балерини на Сашо и на Љупчо Тодоровски, таму е тоа пријателство. Сашо Мјалков е шеф на ДБК. И дека после 2011 година вие треба да го замените Љупчо Тодоровски, радникот на таа функција. Сега ќе ти кажам нешто што на никој не сум го кажал. Ме викаат во влада и ми викаат што сакаш да бидеш. Прва ми нудат место во одбрана. Јас викам јас сум полицаец, не сум во одбрана. И кое место го сакаш? Јас викам или државен секретар или директор. Тоа е моето барање. Или ако не можам да бидам, да не ме пипкат. Да ме оставите си работам работата, да ми дајете дозвола тоа што го работам, да си го работам. Хеликоптери, казиното доле, тие работи. Океј. Кој казино ова? Атлантик казино на Кумот. Кај што ги чува пратениците 2001. Кај што ги чува пратениците. Да, 2001 година. Не 2000-та, есамта 2000. И тоа беше муабетот. Значи се кажа дека ова е незаменлив, не може нели братучетот, океј, оставете ја казиното. И ски центарот, нели, и ова. Нито тоа не... Значи не се исполнува. Бидна работа, не само тоа, него ја укина дозволата на казиното, му ја зема лиценцата за работа. Не знаевме што работата, подоцна откривме дека Груевски меѓувреме ги дал концесиите, го продал ски центарот Кожов, тоа е концесијата за рудникот, за злато. Или Ангел Наков се тоа е сега ги директор на некој еколошко здружение. Да, се пројави околу овие рудници на смртта. И не само што помогна, него направија све за да го уништат ски центарот Кожов, патот го пресекоа, струјата пресекоа, лиценцата од кај што се финансираше ски центарот Кожов од казиното, нели, главните пари доаѓаат од казиното за ски центарот Кожов. Ја зема лиценцата и Кумот го уништија, не уништија сите нас финансиски. Тој почина. 10 години. Бог да го прости, да, од мака си почина. Срцев удар. Да, срцев удар.
Значи така пропаѓа проектот Кожув, Така скијачки пропаѓа центар Го уништува Никола Груевски директно. Никола Груевски. Таму имаше маркици, гледам колку им беа дадени на овие познати новинари кои во Зеленикој после има хациенди, кај шо нели Сајо ќе ги гонеше, ќе ги правеше, гледам са. И има многу маркици, има гори, многу ќе има направено, но пат нема. Патот е направен, но не е функционален. Во Фичо клецал како да употребиме некој или правил тоа што требал да прави, па реагираше, па реагираше Деталите не ги знам. Не ги знаеме деталите. Па не ги знае ни он деталите, само се фали веројатно таму. Не ги знам деталите. И после тоа се преговара, се договара нешто, јас лют му кажувам нешто што не треба да се каже валјда. На кого? Па на Груевски. На Груевски. Да, и исто и душите доаѓа на тој другиот и имам закана дека ќе ме Сашо Мјелков. апсат. Јас имам баш ми е гајле, нели? И ве апсат. После година дена ме апсат. 15 смери 2013 година. Бидејќи јас во тој влез живеам, значи тие влегуваат пошема тамо од две страни се скалите. Кај што може да се влезе, вие сте тамо, кога ќе влезете на врата левата страна, они влегуваат од десната, значи тие врска немаат ни кај Не треба само што тоа, него не одат на мојот стан, одат кај комшијата во станот. Кај комшиката, дори дона од страв паѓа унесвес и прво кај неја кршат врата. Комшинката на Павле Трајанов или роднина? Не знам што. Нешто на Павле. Значи погрешка жената ја вадат од памет. Близок соработник на Павле. Ја вадат од памет, дури со од страв. И после, јас слушам некој тропање, јас им отварам, не јас не може да отворат вратата. Им отворам, што е? 12 сати трае претесот. Од 5 савајле до 5:20 поручек. Зашо се обвинети тој аферата шпион? 24 луѓе. Обвинет сум за послужување во служба, недозволено држање оружје и распрскувачки материјал и изнуда. И злосторничко здружување, или за да може да бидеме во група, мора да е злосторничко здружување. Зашто шпион, например, да речеме, зашто таква некоја Од сите тие, од 24 луѓе, само 5 души се обвинети за шпионажа. За шпионажа. Првите 5 луѓе. Јас бев 17 обвинет. Маријан Ефремов, ако не се лажам? Од воено разузнавање, имаше, мислам, Иџет Абди беше, не ме фаќа збор, не ги знам сите, пак помина време. 5 души беа обвинети за шпионаж. Тоа е воено разузнавање. Од 24. Од воено разузнавање. Од Агенција за разузнавање. Тие, војното разузнавање води аферата со барутот Мјалков? Сите што беа таму, во таа акција шпион, 90% беа замерени со Сашо Мјалков. И двете опреми за прислушкување кои исчезнуваат. Па, таму беше Тоше Кошиновски, поранашен директор таму на агенција на војно разузнавање, таму бе Бог да го прости Зоки, началникот на втора управа, почина од рак, хемотерапија му дава најзлосторнички у Идризово, болки. Заврши ли едната линија батерија за прислушкување доле на Блискиот Исток? Така информација имавме, дека едната од тие доле негде завршена. Хезболах таму, нешто Хамас, тоа е модерно сега. Тоа, скапи пари, многу кошта, да. Скапи пари и се случува операција шпион. Да. И пази се, они целата тоа апсење го пакуваат за да можат под превезот шпионажа, за да можат да добијат нели тие налози, такви работи нелегални, слушања. И сите не стават во исти кош. Не само тоа, него и да оправдаат пред луѓето дека е шпионажа, све. На крај излезе ништо тоа. Група за рушење на власта. Тресла се гора, родио се лажам сега да еден од ова група на Халкидики, Не, Халкидики Васко, значи кога ги ваде овие снимките во стан во Солун. Да знаеш, значи погрешка пренесува новинарите дека е Халкидики, не е Халкидики, стан во Солун. Стан во Солун. Тројца припадници на ВМРО да помнесе? Снимки имаше од двајца. Еден прави, друг гледа. Еден поранешен пратеник и еден поранешен градоначалник. Да. Од нив имаше снимки. Имаше снимки. Да. Значи ние Халкидики, ние им се извинуваме. Што ги сведовме на периферија. Тие всушност биле дел на епицентарот, у Солун биле, значи тие во Видеград биле. Снимките што ги покажува, што излегува е стан во Солун. Стан во Солун. Да, новинарите пренесува Халкидики. Па тој еден што од само Солун, тој Ама тоа е кај овие од првообвинетите. Кај нив. Кај нив е. Да. Собственик на тој стан е еден од првообвинетите.
што е од централ, од таму од кај што вие почнавте митинг да правите, нели? За победа 2011 година. Стојков, тој еден што е од тој стан ги брифираше новинарите дека станува збор за група за рушење на уставниот државниот поредок и власта на ВМРО, преземање на власта во ВМРО ДПМН. Тоа беше брифингот кој беше направен. Мене колеги ми пренесот, пошто јас сум на снимање во Белград 2 или 3 дена, кога се враќам, кам што е работата, брифингот е направен, рушење на уставниот поредок и така натаму, група која треба да ја преземи власта. Ти знаеш во групата која бе, ние немаше допирна точка со ВМРО ДПМН. Освен јас што сум. Јас ве гледав секој ден без малку или секој втор ден во оној кафичот доле што беше кај Емил комшијата. Емил комшијата кој беше деклариран СДСМ. Деклариран СДСМовец, нели? Не постои тој кафе, сега не знам некој игра. Казино е тоа. Казино е направено таму. Таму пиевте кафења, правевте и така натаму. Таму се собиравте и овој што е братот на што е од едно оки, таму го гледав, него го знаев, другите. Другари, ние сме си другари со Борис Дамовски другари. И него лажно го обвинија дека против мене сведочил, не е точно. Мичо Насковски го гледав, Тоше Кошиновски го гледав, да речеме таму. Со Тоше јас не се знаев, се запознав на судење. Тоше Кошиновски нели беше военото разумење? Таму се запознав. Тој се фалеше дека водел аферата Барут, Сашо Мјалков и така. Тоа е воено разумење, јас со тоа немам допирна точка, но се запознавме на судење. Дека учествувал во разговорите со Грелаки, значи тоа се луѓе кои сум ги гледал, вие пиевте кафења таму сега. Ја не седев со вас да пием, фала Богу. Од ВМРО таму немаше никој. Владко Стаматовски беше, ама тој беше ВМРО народна. Со Владко не се знам јас. Владко се запознавме у судењето на судници. Александар Динес, Владко Стаматовски. Динески го знам од поодамна, ама тоа беше таа група, јас не сме се дружили со Диневски. Велат бил и Маријан Ефремов, ама јас не сум го видел, да речеме таму. Не доаѓа Маријан. Маријан го наместија неговите. Маријан глежи во затвор за безврска. Не го знам човекот. И аферата шпион. Колку сте вие во 39 месеци во притвор. 39. Како завршува таа афера стои? Не презема СЈО. СЈО ве презема. 6 од таа афера добиваме повторно судење. Ги поништуваат пресудите и добиваме повторно судење, а на другите колку што биле во притвор, толку им ги потврдуваат казните за да нема оштета и за да не може да им плати, не може да им плати државата. Да. Максимално што сум можел по закон да бидам во притвор е 12 месеци. Јас бев 39 месеци. Како од денешна гледна точка тоа го анализират од некој денешен аспект? Освета на фамилијата. На суети. Човечки судбини се зацрнеа, знаете. Па гледа сега, има една стара, не прави тоа на што не сакаш да ти го прават. А и не треба со секој што мислиш дека ќе може кад-тад да ти врати да правиш некои работи. Вие ки 24 луѓе, 24 фамилии, семејства, деца и така натаму. Пред минатата година нели имаше? Јас лично сум немал ништо со Мијалков и со Груевски. Никакви кавги или тоа што го направи е или од лоша информација, или од страф. Имало разговорите. Мислам дека кој Зоран Заев ги има всушност како сте апсени. Како е даден налог да бидете апсени. Така слушам. Јас чув дека имало некои разговори, дека имали некој што може, нели, после тоа веќе кога он не слуша за име, за преговори, кога му барат веќе замена, дека меѓу неколку имења сум спомнати јас, ама тоа кога прислушкували некои странски амбасади. И дека тогаш е даден налогот за моје апсење. Да ме спакуваат негде во некоја група. Минатата година имате повторно 3 или 4 месеци. Да. Некој одење во притвор. После 22 години 3 член, така. 3 злоупотреба на службено положено властување, 9 месеци затвор сум осуден од 2001 година. После 22 години. По ниеден закон не можам да одам во затвор, застарено апсолутно све. Значи после 22 години. После 22 години бев 4,5 месеци во шутка. Заедно со Нинџа. Со Нинџа. Кој ни беше комшија на 4-ти спрат. Кој ни беше комшија на 4-ти спрат. Едно време толку бе апсеве праве, нема што бевме куќен совет, не можевме да имаме куќен совет кворум. Беа и во Телекабел, беа и комшиката над мене во МИД.
кворум не можевме, Зграда со најмногу апсења. моравме комшијата Рике да го замолиме да биде Тала Џафери да обезбеди некој кворум и така натаму и така натаму. Горан, дел од оваа екипа после се јавува 27 април 2017 година. Делови на Шпион, делови на ова и така натаму и така натаму. Тие што го организира Шпион се јавуваат и во 27. 27 април. Организаторите на 27 се и организаторите на Шпион. Тоест ДБК. Вие смете дека ДБК? Да. Не, јас имав среќа да бидам заедно со Нинџа нели во Шутка. Прочитав обвинението, прочитав пресудата, прочитав доказите и точно знам кој бил, што бил, како бил. Можам и за Нинџа да кажам, нели го напаѓа, оти не му одговараше тоа што се. Човекот сакал да ги заштити овие од 27, а не бил да ги шпионира. Тој ги напаѓа овие организаторите од ДБК и кажува дека сите овие од 27 се наместени. И наместо да го слават, овие го напаѓаат, оти не му одговара, оти дел од нив, тој врв од ДБК и тогаш во тоа време и во врвот на ВМРО. Нинџа е во затворот во Штип, па има некои индикации дека му се заканува, па дури убиство во Штип и го преселуваат во Шутка. Така чув и јас и кога бев во Шутка бевме таму, во истиот дол, во тој автопарк. Во не блиндиран, условно речено. Условно речено, да. Во автопаркот таму бевме, не бевме во затворот, него бевме пред затворот, десно е тоа автопаркот кај што е, возилото кај што се. Побезбеден, нели? Да, одделено од затворници таму не може да доаѓаат. Само тие што се 5 луѓе таму што се. Тие кои го пакуваат случајот Шпион, кај што и Мишел Обама нели е запишан. Да, едно беше во едно од обвинете дека организатор на сето тоа е кај Диневски во обвинителот дека дека Мишел Обама е организатор. Сопругата на Бараков. Глупости. И вие сметате дека таа линија оди кон организатори на 27 април 2017 година? Не сметам, него истите луѓе што го организираат Шпион, што го прават како монтиран процес, го прават и 27 април. Истата група, потполно иста. Саат и 45 разговараме. Мислам дека плет на времето, што се вика како секунда, ќе ве прашам уште едно прашање за да имаме за некој следно интервју по една или по 2 години. Гледате, ВМРО ДПМН не паѓа од власт или она војна 2001 па 2002 година, легендарниот 15 септември или шарена револуција. И сега ВМРО ДПМН е некоја партија која ни вамо, ни тамо, па се појава Никола Груевски, па ако биде прифатен ова амнестија на Ѓорѓе Јанов, може да се појави Никола Груевски тука во Република Македонија. Кристијан Мицковски се обидува да излезе од некоја сенка Никола Груевски, во некој конфликт со меѓународна заедница. Тие од меѓународна заедница и не се баш многу пребирливи, ако видат дека нената страна не може тоа да се направи, ќе да донесат другата страна. Што вие сметате? Ајде последно прашање. Јас сметам дека ако Уставен суд го ја прифати аболицијата на Ѓорѓе Иванов, дека условите за враќање на Никола Груевски се исполнети. И тој ќе се врати назад. Мислам дека тоа е пазарење на власта со Никола Груевски, за да го ослаби на Христијан Мицковски. Ако дојде Никола Груевски, тој бидејќи на црна листа не може да формира партија или ова, ќе формира некоја листа поддржана од него со некои други чинители кои ќе бидат не ги знам. Мислам дека може некој мој именјак на пример. Не знам, па дојде време Васко некој да дојде на чело на партија или на чело на држава, бидејќи јас не сакам, веројатно некој Васко треба да дојде. Немам такви информации, но знам дека ќе имат неколку листи за да може да се отцепат од гласовите на ВМРО ДПМН, за да не може Христијан Мицковски да биде комотен, за да може да формира влада. Значи, они рачунат некоја бројка од меѓу 50 и 150 илјади луѓе што ќе ги отцепат од ВМРО ДПМН и да формираат, да имаат, да не може Христијан Мицковски да биде комотен да освои. Што треба да направи Мицковски според вас? Па треба околу него да се замисли кој се, што се, како се, да направи некој рез. Тој да сега гледам води инат, храбрим се спротистави на сите, и на американци, и на германци, и на... Никој со американци, вака дрндупка со американци, никој нема правено. Ма пред некој ден бил таму, бил мислам американска дека амбасада. ако не реши нешто околу него, дека нема да успее да може ќе оспои некој пратеник, ама не знаеме дали сите тие пратеници ќе бидат после тоа негови, да, после тоа негови. Стојков.
Се плашите од Груевски од Мелков? Не, никак пат не сум се Како плашил. ќе дајте некој интервју, така ви прават некој Па тоа е кај мене традиција. традиција. Да. Фала многу за интервјуто, ми беше задоволство, многу среќа, многу радост Ти благодарам, истина тебе. и се гледаме. Се гледаме, се надам повторно. Ова беше интервјуто со Горан Стојков, 1 час и 45-46 минути, ви реков едно бомба интервју. Сега делови од ова интервју ќе гледате на TikTok, многу сме присутни на TikTok, тоа е мрежа на еднината. Тамо веќе правиме фантастични бројки, повеќе од 10 или 15 парчења се гледани, повеќе од 100.000 пати или повеќе од 100.000 прегледи. Ке не гледате на Facebook, имаме политички анализи, анализи за мембари и така натаму и така натаму. До наредната недела во 22 часот, тоа е некаде 29 октомври. Мислам дека ќе биде вториот дел на интервјуто со Југослав Петрушич, одлично интервју со Југослав Петрушич, тамо говориме за Тоше Проевски, говориме исто така за војната 2001 година, говориме за тоа што се случува во Африка, бидејќи Југослав Петрушич како дел на француските служби им учествувано во одредени државни удари или одредени операции во Африка, во таа постсахарска Африка и така натаму, до следното дружење за мембарите. Тој е вторник 22 часот и 30 минути, за вас кои сте редовни гледачи, тој е недела 22 часот, пријатна вечер Македонија, каде да си.